Денешната проповед или тема ќе биде перихореза и ќе биде базирана врз стихот што беше прочитан во Јован 14 глава, 10 стих. И предавањето ќе се состои од 4 точки, овде се излистани. Ќе зборуваме за дефиниција на перихореза, таа е првата точка. Втората точка ќе биде библиски докази за перихорезата. Општество на љубов ќе биде третата точка и ќе зборуваме за импликации од перихорезата за доктрината на тројството. Ќе почнеме со вовед и ќе завршиме со заклучок и примена. Да почнеме со воведот. Овој концепт на перихореза се наоѓа или апликативен за доктрината на Светото Тројство. И доктринава на Светото Тројство е една од најнеразбраните доктрини што може да постои во христијанството. Впрочем, оваа доктрина е одречена од сите религии, од сите други лажни религии е одречена. Е одречена например, од еврејството, е одречена од муслиманството, е одречена од хиндуизмот, од јаховините сведоци, од мормоните, значи од сите буквално други религии, доктрината на Светото Тројство е одречена. И што значи доктрината на Светото Тројство? Во овој вовед ќе разгледаме накратко таа доктрина. Доктрината не учи или Бог се појавува и се покажува или се открива себе си како еден Бог во природа, во субстанца или во ултимативна реалност. И три различни, вечни, еднакви и бесконечни личности, лица или персони. И оваа природа, која е сингуларна или која е една, е целосно, потполно споделена со овие три личности. Значи, таткото е едната личност, синот е другата личност и Светиот Дух е третата личност. Едно битие, три лица е формулацијата или формулата на Светото Тројство. И Библијата е многу јасна на оваа тема, дека таткото е Бог, дека синот е Бог, дека исто така Светиот Дух е Бог. Личност е битие кој има знаење, интелигенција, свест, самосвест, разбирање, комуникација, волја и општење. Личност не мора да е тело, може да е невидливо битие како ангелите и нормално како Бог. И Бог е бесконечна и вечна личност, која има суперлативно знаење, има перфектна интелигенција, совршена свест, самосвест, разбирање, комуникација, перфектна волја и совршено општење. И Бог себе си се открива како, што напоменав, три персонално битие. Не едно персонално битие, туку три. Во својата суштина и ултимативна реалност. И нито едно битие на светот, во универзумот, не е вакво. Нито едно битие нема три личности во себе. Само Бог. Сите други суштества, сите други битија што се создадени се едноперсонални. Имаат една природа и една личност. Само Бог е уникатен, посебен и специјален. Тој има само три личности во својата битие и суштина. И овие три личности ја делат, како што напоменав, целосно оваа божествена суперлативна реалност или суштината на Бог во неговата природа. И тие се обединети во хармонија, во волја, во цел и во дејства. И перихорезата како концепт во Светото Тројство се обидува да истражи некои фундаментални прашања во врска со овие три персони. Например, на кој начин овие три лица се поврзани едни меѓу други и како се однесуваат
во своето битие и личност. Што значи кога Библијата зборува дека таткото е во синот и синот е во таткото и исто така синот е во Светиот Дух? И мораме да напоменеме дека нема три лица во едно лице или во една личност или персона, тоа би било контрадикција. И нема три богови во еден бог. Исто така тоа би било контрадикција. Но има три лица или три персони или три личности кои се различни во своите карактеристики и целосно ја споделуваат оваа божествена природа, оваа суперлативна, ултимативна реалност. Целосно е споделена со сите три личности. Бог, таткото е целосен Бог, Бог синот е целосен Бог и Бог духот е целосен Бог. Сите три се Бог. Нема три различни богови, поврзани на некој посебен начин, туку има еден Бог кој се манифестира во три различни личности. Тоа е за воведот. Сега да преминеме на перихорезата. Дефиниција на перихорезата. Перихорезата се обидува да ни објасни интратринатарните односи во заедништвото со Бог. И првпат овој термин се среќава во Грегоријов Назијанзен и тој го опишува овој термин како и го имплементира овој термин за божествените лица, како тие меѓусебно се содржат, меѓусебно проникнуваат и навлегуваат едни во други. При тоа целосно задржувајќи ги своите индивидуални својства и карактеристики. Перихореза потекнува од старогрчкиот збор хора, што значи простор или соба. И исто така од хореин, што значи да содржи или да направи простор или да оди напред. И означува еден вид на меѓусебна содржина, обиткување на реалности, кохерентност и коживеалишта. И кога овој збор ќе се преведе, на латински се појавуваат две дефиниции. Едната дефиниција е circumincessio, со ц, што значи движење наоколу, обиколка или ротација. И circumincessio, со с, што значи да седи наоколу. И перихорезата генерално ни кажува дека таткото, синот и духот се различни битија или различни лица со несподелливи лични својства кои пребиваат еден во друг на интимен начин во една заедница. Перихорезата ни кажува дека секој член од тројството навлегува, продира, го содржи, го обвиткува другиот член. Значи имаме преклопување, навлегување и ротација на секој член во тројството. Перихорезата може накратко да се дефинира вака. Отворен цитат. Трите божествени лица меѓусебно се наоѓаат едни во други, од тоа што црпат живот едни од други и се такви какви што се во однос едни со други. Перихореза значи да се биде едно во друго, проникнување и навлегување без конфузија. Ниту една личност не постои сама по себе или е насочена кон самата себе. Спротивно тоа би генерирало број и затоа поделба во Бог. Наместо да се биде божествена личност, значи во природата да се биде со однос во други лица. Секоја божествена личност е привлечена кон другиот, земајќи ја својата дефиниција од другиот, содржејќи го другиот и при тоа истовремено истурајќи се себе си во другиот. Затворен цитат. Значи, таа е дефиницијата на перихорезата. Имаме меѓусебно навлегување, интерпенетрација, содржување, ротација, живење, преклопување на секој член од светото тројство на другиот член. Ајде да видиме библиски докази за перихорезата. Таа ќе биде втората точка.
Библиски докази. Иако е имплицирано во многу пасоси од Библијата за овој однос на персоните или личностите од тројството, но една библиска книга најмногу ни зборува на оваа тема и ја опишува оваа социјална суштинска природа на Бог, а таа книга е Евангелието според Јован. И Евангелието според Јован многу јасно опишува од негде 5 глава до 17 глава во дискурсите што Исус ги има со многуте луѓе, каква е неговата врска со Отецот и каква е врската со Светиот Дух. И во оваа главна точка ќе разгледаме 3 работи. Ќе разгледаме унија на дејства и дела. Ќе разгледаме унија на лица и унија на цел. Ајде да видиме првата точка, подточка, унија на дејства и дела. Во Јован 5 глава, 19 стих, Исус им одговори и им рече: "Вистина, вистина ви велам, синот не може да направи ништо само од себе, ако не го види тоа што го прави Отецот. Она што Отецот го прави, тоа го прави и синот." Синот не работи независно. Синот не ќе да работи независно, туку работи заедно со таткото. Синот го имитира таткото во целост. И како што таткото воскреснува луѓе од мртвите, како што таткото дава привремен и вечен живот на луѓето, како што таткото суди, сведочи, зборува и владее, исто така и синот. Синот го имитира таткото во се. И овие 3 лица или 3 индивидуи се вклучени во сите дејства и во сите дела што може да замислиме. Тие се вклучени во создавањето на светот, се вклучени во одржување на светот, сите 3. Се вклучени во спасението и се вклучени во конзумацијата на сите работи и ќе бидат вклучени на крајот од овој свет. Например, да го земеме делото на откуп што Исус го прави. Таткото го праќа и го потврдува синот. Му вика: "Оди, спаси ги луѓето, зашто тонат во грев." Исус доаѓа, зима човекова природа и го врши откупот. Ја прелева својата крв, умира, со своите маки го заработува откупот. И Светиот Дух го зима тоа што Исус го прави пред 2000 години и го прави реално и апликативно денес. Значи, и Светиот Дух исто така, не само што го прави реално и апликативно тоа што Исус го направил пред 2000 години, туку самиот Свети Дух го овозможува човекот Исус да тоа он го направи во својата човечка природа. Е исполнет и овозможен преку Духот. Значи, во делото на откуп ги имаме сите 3 личности вклучено: таткото, синот и Светиот Дух. Сега напоменавме примарната улога денес на Светиот Дух, кој го носи спасението и го прави реално и активно тоа што Исус го направил пред 2000 години. Пак се вклучени и синот и таткото, но примарната улога го има Светиот Дух. Тоа е за делата. Ајде да видиме за дејствата. Тука ќе разгледаме учење, зборови и сведоштво. Исус вика во Јован 8 глава 28 стих: "Кога ќе го издигнете Синот човечки, тогаш ќе сватите дека јас ништо не правам сам од себе. И како што ме научи мојот Отец, така и зборувам." Синот зборува и учи тоа што таткото зборува и учи. Во Јован 7 глава, 16 и 17 стих, Исус им одговори и им рече: "Учењето мое не е мое, туку на оној што ме прати. И ако некој сака да ја врши волјата негова, ќе разбере дека ова учење е од Бога, или самиот јас од себе зборувам."
Значи имаме пак имитација овде. Имаме унија на зборови, имаме унија на учење. Тоа што го учи синот и тоа што го зборува синот го учи исто така и таткото и Светиот Дух. Таткото исто така сведочи за синот. Синот исто така сведочи. Духот сведочи за синот. Тоа што таткото го сведочи и синот. Тоа што синот го сведочи и Светиот Дух. Во Јован 8 глава 18 стих Исус вика: Отецот кој ме прати сведочи за мене. Во Јован 15 глава 26 стих Исус вика за Светиот Дух кога ќе дојде утешителот, кога јас ќе го испратам од Отецот, Духот на вистината, кој излегува од Отецот, тој што ќе прави? Ќе сведочи за мене. Значи, не само што имаме унија на дела, не само што имаме унија на дејства, туку имаме и унија на сведочење и учење и зборување. И преку перихорезата имаме, нели како што кажавме, целосно преклопување на сите три личности. Целосно навлегување, целосна ротација и целосно содржување на едната личност кон другата личност. И тоа што го прави таткото, го прави и синот, бидејќи таткото го содржи и синот и Светиот Дух. Тоа што го прави синот, го прави и таткото, бидејќи синот го содржи и таткото и Светиот Дух. Тоа што го прави Духот, го прави и таткото и синот, бидејќи Духот го содржи и синот и таткото. Значи имаме совршена, безпрекорна, целосна унија или заедница во ова преклопување. И затоа можеме да кажеме дека од сите можни потенцијални и актуални дела што ова Свето Тројство го прави. Значи, размислете, имаме три личности кои се бесконечни и бескрајни и безгранични. И сите три личности прават дела. Значи, таткото прави дела и действува, синот прави дела и действува и Светиот Дух прави дела и действува. Имаме дела и действа на бесконечни и бескрајни личности. И сега, преку перихорезата, овие мноштво или плуралност на дела, бескрајна количина на дела станува едно. Станува едно дело и едно дејство на едно битие. Преку оваа перихореза. Бидејќи преклопувањето е толку силно, симетрично и безпрекорно. Втората работа е имаме унија на лица. Унија на лица. Не само и што имаме унија на дела и на дејства, туку имаме и унија на лица. Тој кој го знае синот, го знае и таткото. 8 глава 19 стих. 55 исто така стих. Значи сите овие стихови се извадени од Евангелието според Јован, или како што напоменав. Кој го прима Исус, го прима и таткото. 13 глава 20 стих. Кој го гледа синот, го гледа таткото. 14 глава 9 стих. Вера во синот е поистоветувана со вера во таткото. Кој верува во синот, исто така верува во таткото. 12 глава 44 стих. 14 глава 1 стих. Љубов кон синот е исто така љубов кон таткото. Омраза кон синот е омраза кон таткото. 15 глава 23 стих. Тоа што го поседува таткото, го поседува исто така и синот. Синот, тоа што го поседува и таткото. Таткото е со синот, 8 глава 29 стих. Таткото живее во синот, тоест живее со синот, 14 глава 10 стих, и еве перихорезата, таткото е во синот и синот е во таткото. Во Јован 10 глава 37 и 38 стих Исус вика: ако не ги вршам делата на мојот Отец, не ми верувајте. Ако па ги вршам, макар што мене не ми верувате, верувајте им на моите дела, за да разберете и поверувате што? Дека Отецот е во мене и јас сум во Отецот. И нашиот стих, 14 глава, 10 стих, кога Филип му вика на Исус:
покажи ни го таткото. Исус му вика, ако мене ме гледаш, го гледаш и таткото, бидејќи јас сум во таткото и таткото е во мене. Истото го имаме и со Духот во 14 глава, 17 стих и 18 стих, Синот е исто така со и во Духот. И славната работа е што имаме различни индивидуи, имаме различни персони во Светото Тројство и преку ова преклопување и навлегување кое е толку многу силно, совршено и безпрекорно, овие три личности стануваат едно. Затоа Исус вика во Јован 30 глава, 10 глава, 30 стих, јас и Отецот сме едно. Значи имаме симетрично преклопување на три личности кои стануваат едно. Каде е таткото? Тамо е и синот. Каде е синот? Тамо е и таткото. Каде е Светиот Дух? Тамо е и таткото и синот. Значи таа е втората подточка, имаме унија на лица. Третата работа е имаме унија на цел. Унија на цел. Ултимативната цел на Светото Тројство е да си принесат слава, чест, почитување и задоволство едни меѓу други. Во Јован 8 глава, 54 стих, Исус одговори и рече, ако се славам сам, мојата слава е ништо. Оној кој ме прославува е мојот Отец, за кого вие велите дека е ваш Бог. Во Јован 8 глава, 29 стих, Исус вика, оној кој ме прати е со мене. Отецот не ме остави сам, зашто секогаш го вршам она што му е угодно. И во Јован 13 глава, 31 и 32 стих, кога Јуда излезе, Исус им рече на апостолите, сега се прослави Синот човечки и Бог се прослави во Него. И ако Бог се прослави во Него, тогаш Бог ќе го прослави во себе и наскоро ќе го прослави. Духот исто така го слави и го почитува Синот. Значи, ултимативната цел на овие лица е да си донесат не слава на себе, туку да му донесат слава на другиот. Значи, насоката е секогаш другиот, другата личност, не себе си. И кога Исус станува човек, или Исус зима човекова природа пред 2000 години, на својата божествена природа додава човечка природа и станува за секогаш Бог човек. Исус ја зима оваа човекова природа и на најмал начин неговиот однос со Бог не се намалува или опаѓа во интензитет. И впрочем, Исус ја зима оваа човекова природа и ја носи во самата перихореза, во самото заедница на Бог. И имаме човек и Бог кој учествува во оваа перихореза, во ова преклопување. И целта на Исус, на второто лице од Светото Тројство, е да преку Него, преку Неговата човечка природа и сите што се во заедница со Него, да учествуваат и да бидат донесени во оваа перихореза. И Евангелието исто така според Јован ја опишува оваа славна природа, каде што гнасни грешници, смртници се воскреснати и донесени во оваа славна перихореза. Во Јован 17 глава 20 стих, ова е јасно. Исус вика, не се молам само за нив, мислејќи на неговите ученици, туку се молам и за оние кои ќе поверуваат на нивните зборови. За да тие сите бидат едно, и еве ги клучните зборови. Како што ти, татко, си во мене и јас во тебе, па така и тие да бидат со нас заедно едно.
и да поверува светот дека ти си ме пратил. Јасно е дека Отецот го праќа Синот да спаси и откупи луѓе надвор од светот за себе. И тие луѓе да ги повлече и да ги земе со себе во ова блаженство, во ова благодатно прелевање на Светото Тројство. И вечниот живот, спасението, не е ништо помалку од вкусување на ова заедништво на сите три лица. Христијанинот е воведен во заедништвото на Тројството и на овој начин и преку овој начин добива живот. Се раѓа одново, е зачуван, е просветлен, е оживеан, е оправдан и ќе биде прославен на крајниот ден. Преку Отецот, преку Синот и преку Светиот Дух. Че таа е втората точка, имаме силни библиски докази во Евангелијата според Јован, дека во Светото Тројство имаме безпрекорно, безгранично, совршено, симетрично преклопување, навлегување и ротација на секоја член од Тројството. Да видиме сега општество на љубов. Тоа е третата точка. Општество на љубов. Како што напоменав, секој член од ова тројство е во својата личност бесконечен, вечен, величествен и славен Бог. Таткото е Бог, Синот е Бог, Светиот Дух е Бог. И секој член е различен и индивидуален. И секој член различно ја манифестира Божјата природа од другите двајца. Но сепак не е приватен и изолиран. Туку е во света заедница на љубов, на општење и друго насоченост. И бескрајна љубов или бесконечна љубов секогаш бара бесконечна личност. За таа љубов да се манифестира и да се врати бесконечно. Но карактеристиката на љубовта е таква што кога ќе се даде, бара истовремено да се врати. И доколку нема реципроцитет, додека љубовта кога е дадена не е вратена, таа не е пријатна воопшто и не може да биде целосна. Љубовта посакува да биде сакана онолку колку што сака во иста пропорција. И кога ќе замислиме за бесконечна љубов во Светото Тројство, кога ќе размислиме дека имаме бесконечни личности кои разменуваат бесконечна љубов едни со други, оваа љубов се остварува. Оваа љубов станува совршенство, станува совршена и перфектна. Бидејќи имаме совршена бесконечна љубов, и имаме личности кои имаат капацитет тоа да го направат. Значи имаме бесконечна личност која дава бесконечна љубов и имаме бесконечна личност која ја прима, ја цени, ја вреднува нејзината тежина и пак ја враќа назад. И така се формира ова општество на љубов кое впрочем и тешко е да се замисли, бидејќи ние сме конечни суштества. И во оваа размена на бесконечна љубов, реципроцитет на бесконечна љубов која никогаш не се уморува, нели Бог никогаш не се исцрпува, Бог никогаш не се заморува, никогаш не заспива. Имаме постојана размена на оваа љубов и размената е толку силна, толку целосна, што можеме да кажеме доведува до фигуративно до целосна исцрпеност. Еден има напишано: совршена љубов е еден вид на само испразнување, лутање надвор од себе, еден вид на доброволна смрт, при што љубовникот умира за себе и за неговите собствени интереси. Да, не размислува за нив, ниту се грижи повеќе за нив и не се грижи за ништо друго, освен за тоа како може да задоволи личноста што ја сака. Колку е поголема љубовта, толку поголем е стремежот,
целта да се испразни, да се намали, да се дотолчи за тој што го сака. И врвна љубов секогаш се испразнува и секогаш оди до крај. И за да биде возвратена од љубовникот. И ова го гледаме на некој начин во Светото Тројство кога е манифестирано на земјата. Имаме целосно предавање на еден член кон друг член. И ова предавање е толку бескрајно, совршено и интензивно, што е, прочем, запревастувачки. И ова го гледаме во Исус, нели? Го гледаме дека Исус, поради неговата бескрајна љубов кон таткото, доаѓа и целосно се испразнува, целосно се дотолчува, целосно се исцедува, само заради љубовта кон својот Отец. И на крај Отецот го прославува и покажува љубов кон него, Отецот ја возвратува истата љубов која ја дава Синот. Еден исто така има напишано за ова божествена размена или реципроцитетна љубов. Вака, бесконечно само предавање и бесконечно величење се даваат и се рефлектираат назад. Апсолутно предавање, тотално испразнување и одржување на индивидуален идентитет истовремено се случуваат. Соединувањето е толку убаво, што во нивното давање секој член антропоморфно и фигуративно умира. И во нивната екстремна исцрпеност се нуди на другиот и симетрично станува жив во зафатеноста и прифаќањето на оваа љубов. Значи, кога Исус умира и целосно се дава во својата љубов, кога неговата љубов е прифатена, фигуративно оживува и добива живот. И кога може да го споредиме ова со луѓето кои ќе ги отворат своите срца и ќе се испразнат на некој на земјата и ќе се истурат како свежа вода на исушена земја, без разлика кој да е, се чини дека се губат себе си. Се чини дека го губат својот идентитет и индивидуалност. И честопати луѓето не се даваат и не се предаваат на ваков краен начин. Поради страв, поради различни несигурности, поради опасност од болка. Зашто што повеќе се дадеш и се отвориш, толку посилна е болката. И луѓето уживаат да стојат на страна и да бидат оддалечени, криејќи се зад бариери и ѕидови кои ги имаат подигнато како за нивно засолниште. И поради овој страв и криење, поради оваа резервација, љубовта меѓу луѓето е честопати мизерна, проблематична и полна со трливи нарушувања. И човекот не може да сака со целост, бидејќи е обременет со гревот. И човекот во себе има неограничени морења, кои не можат да бидат задоволени од никој друг, освен од бесконечниот. И човекот на вистина ќе сака, кога на вистина ќе го сака Бог. И на вистина би живеал кога му се предал на Бог. Тие морења, кои не може никој друг да ги задоволи, само може Создателот. Хенри Скуголд во својата книга Божјиот живот во душата на човекот го илустрира овој феномен на ваков начин. Отворен цитат. Зборувајќи за љубовта, пишува вака. Толку жедна и страстна страст или пасија како љубовта не може да не се вознемери и да го измачува и да не го измачува духот таму каде што не наоѓа нешто да ги задоволи своите желби. Навистина нејзината природа е толку голема и неограничена, која мора да е екстремно стегната
и притесната кога е ограничена на некое било земно суштество. Ништо под бесконечно добро не може да ја задоволи нејзиниот простор, за да таа се истегне и ја вложи својата енергија и капацитет. Навистина, што е мала убавина на кожата? Што е мал земен степен на добрина? За да одговара или за да задоволи оваа страст создадена од Бог, дизајнирана да прифати ништо освен бесконечно добро. Не е ли чудо што љубовниците тешко дозволуваат некој ривал и не сакаат другите да одобруваат нивната страст, имитирајќи ја за таа личност? Затворен цитат. Ваквите ограничувања и мизерии кои се наоѓаат во човекот, ваквите трња, лочки и отрови не постојат во бесконечните океани на љубов кои се во срцата на Светото Тројство. Имаме бесконечно давање, без резервација, без страф, без опасност од болка. Имаме совршено одржување на нивната индивидуалност, иако целосно се даваат. Имаме истовремено само испразнување и само одржување. И оваа унија, или ова навлегување, сега на заемна совршена љубов. Имаме пак три љубовници, така? Имаме Таткото, Синот и Светиот Дух, кои се совршени лица, кои се бескрајни лица и кои генерираат бескрајна љубов. И преку оваа перихореза, овие три совршени љубови или капацитети на љубов стануваат едно. Значи нивната љубов станува една. И впрочем е тешко да се замисли, бидејќи ние сме конечни суштества и не може да замислиме како може да има бесконечно само празнење и бесконечно само полнење. И кој навистина е соодветен да зборува за вакви работи. И Бавеник добро пишува кога вика Бог сигурно е подобро замислен отколку изразен и подобро постои отколку што може да се замисли. И на оваа тема Августин извикува и вика кој може нешто да каже за тебе, Боже, но тешко на оние кои молчат. Дури и тие што најмногу говорат, навистина се неми. Значи, таа е третата главна точка, дека имаме унија, имаме совршено општење на Светото Тројство, имаме совршена размена на љубов и преку ова перихореза, преку ова преклопување, нивната љубов станува една. Ајде да видиме импликации од перихорезата. Таа е четвртата точка. Ке имаме две работи, ќе видиме. Импликација во формулација на онтологијата за Бог или во неговото битие и единство и тројство во Бог. Ајде да почнеме со Божјата онтологија. Перихорезата ни вели дека Бог е корелативно битие и постои во заедница. И таа заедница е релацијска и секоја божествена личност е таква и е дефинирана во заедница и во единство. И божествената природа не само што е споделена со сите три лица и не само што престојува во секоја личност, туку таа ја дефинира нивната личност. Секој лице навистина е личност кога е во заедница. Божествената личност е навистина божествена личност кога е во заедница со друга личност. И ова може да го видиме, нели, Таткото добива татко, бидејќи е во корелацијска врска со Синот и со Светиот Дух. Ако ги нема Синот и Светиот Дух, нема татко. Татковото ги губи своите својства, своите карактеристики. Истото е и за Синот. Ако Синот не е во корелацијска врска со Таткото и со Светиот Дух, губи својата корелацијска природа и престанува да биде син. Истото го имаме и за Светиот Дух.
Значи, перихорезата ни ја дефинира онтологијата на Бог. Ни кажува дека Бог е таков каков што е поради тоа што е во заедница. Втората работа е единство и тројство во Бог. Единство и тројство. И како што веќе напоменав, имаме бесконечни атрибути во Бог. Така, Бог има љубов, Бог има добрина, Бог има среќа, задоволство, има совршенство, има слава. И бесконечни атрибути мора секогаш да бидат реципрочни и да се дадат и предадат на бесконечна личност. Значи, атрибутот нема да постои ако нема минимум две бесконечни личности кои ќе ја прифатат, ќе ја ценат и ќе ја вратат со иста гравитација и сила овој атрибут. Тоа што ни кажува? Ни кажува многу интересна работа. Ни кажува дека Бог не може да биде љубов ако не постојат најмалку две бесконечни личности во неговото битие. Бог не може да биде добрина ако не постојат најмалку две бесконечни личности во неговата суштина. Бог не може исто така да биде среќен ако не постои уште една личност кога може да ја прифати и размени таа среќа. Бог не може да биде слава ако не постои минимум уште една бесконечна личност да ја прифати и врати таа слава. И бидејќи Бог е суштинска љубов, суштинска добрина, суштинска слава, суштинска среќа и задоволство, тоа што ни кажува дека мора да биде во мноштво. Бог мора да постои во плуралност. Мора да има повеќе лица во неговото битие. И ова има интересен апликативен апологетски аспект. Ако некој верува дека Бог е љубов, мора да верува дека има мноштво на личности во неговото битие. Впрочем, Бог не може да биде љубов ако нема мноштво. Бог исто така не може да биде добрина ако нема некој бесконечна личност што ќе даде добрина и таа добрина што може да ја прифати. И сега замислете си, Бог во минатата вечност нема ништо создадено, нема никакви ангели, нема никакви луѓе, нема никакви животни, нема ништо. Само постои Бог. Како може Бог да е љубов? Ако нема друга личност која може он да размени љубов. Не може да биде. Не може да биде добрина, не може да биде среќа, не може да биде задоволство, не може да биде слава. Ова е многу интересно. И ни кажува дека Бог во својата суштина мора да е мноштво, мора да е плуралност, мора да е мултиплицитет. Хилари пишува, Синот не е различен по природа од Отецот, Синот го поседува Него, кој престојува во Него, исто така Него кој престојува во Него. И тие не се различни, туку се едно. И како што напоменав, поради оваа перихореза, поради оваа реципроцитет и целосно совршено преклопување на светото тројство, они стануваат едно. Стануваат од тројство, станува единство. И имаме симултано и единство и тројство. Тоа е последната точка. Двете импликации за перихорезата, имаме импликација за онтологијата на Бог, дека Бог постои во заедница. И втората работа е дека мора Бог да е плуралност, множество, мноштво во самата суштинска природа и истовремено да е и еден и тројца. Да завршиме со заклучок и со примена. Во заклучокот може да сумираме уште еднаш дека перихорезата
ни кажува дека Бог е во заедница, дека Бог е во општество на љубов, дека се состои од три личности, Татко, Син и Свети Дух, дека овие три личности меѓусебно навлегуваат, меѓусебно пенетрираат, се преклопуваат и живеат едни во други. И овие три личности не се спојуваат у смисла да станат едно, у смисла да ги изгубат своите идентификации, у смисла да се создаде фузија и конфузија, туку се едно во тоа што ја делат својата божествена природа и имаат унија на дела, дејства и цели. И човекот е донесен во оваа славна, божествена заедница, каде што може да ги вкуси Божјата благодат, љубов и задоволство. Да преминеме на примена. Може да се примени овој аспект на перихорезата од доктрината на Светото Тројство на многу работи. Например, може да се примени за животот на човекот, за природата на човекот, за семејството, за бракот, за сексуалноста, за црквата, за гревот, за спасението на човекот, за горделивоста и така натака. Има многу примени. Ние ќе разработиме две примени. Ќе имаме примена за црквата и примена за горделивоста. И пред да преминеме на оваа примена на перихорезата за верници, тие што не се верници, тие што не го знаат Христос, тие што не го познаваат Него, ќе пропуштат нешто многу убаво, нешто неописливо. Ќе пропуштат да бидат во заедница со Бог. Тие веќе се во заедница со некој друг. Ако не си во заедница со Бог и со Христос, ако не си во заедница со Светото Тројство, знаеш ли во кој си со заедница? Си во заедница со ѓаволот. И ѓаволот има перихореза со тебе. Ѓаволот навлегува, ѓаволот те преклопува, ѓаволот пенетрира и живее во тебе. Нема други опции. Или Исус и Светото Тројство ќе живеат во тебе и ќе направат перихореза, или ѓаволот и неговите демони ќе живеат во тебе и ќе направат перихореза. Нема трета опција, нема неутралност. И ако не си во Христос, ако не го знаеш Него и не општиш со Светото Тројство, ако си изгубен, ако не си се покајал од своите гревови, ако не си се понизил и да кажеш Исусе, сум сгрешил против Тебе, сум сгрешил против небото, сум ги злоупотребил работите што Ти си ми ги дал. Ако не паднеш на колена и не се покаеш од своите гревови и не извикаш кон Христос да те спаси и не поверуваш и не го прифатиш Него како твој Господар и Спасител, не си вистински христијанин, немаш заедништво со Него. Имаш заедништво со ѓаволот. И дали сакаш да останеш во заедништво со ѓаволот? Дали сакаш ѓаволот и неговите демони да живеат во тебе и да те пенетрираат? И ти да збориш и да се однесуваш така како што ѓаволот се однесува, и збори, и учи, и живее. Повикот е дојди до Христос, дојди до оваа неверојатна покана што Христос ти ја дава, да го вкусиш Светото Тројство, да вкусиш оваа бесконечна заедница на љубов и совршенство. За верници, двете апликации што ќе ги спомнам е за црквата и за горделивоста. Светото Тројство, бидејќи е заедница и бидејќи има социјална природа во својата суштина, овој аспект го има запечатено и рефлектирано во све што е создадено. И нормално е запечатено и дадено во човекот како круна на неговото создадение. Човекот е
социјално битие. Човекот е создаден во заедница. Човекот е создаден во фамилија, така, која е заедница. Општеството е заедница. Живее во општество, живее во заедница. Државата е една заедница. Светот е мноштво на многу заедници. Црквата е исто така заедница. И човекот не е создаден да биде сам или да биде изолиран, туку да биде во заедница. И после спасението, човекот е исто така донесен во заедница, а тоа е црквата. Човекот не е оставен да биде сам, туку е донесен во заедница. И христијанинот не треба да го живее христијанскиот живот сам, во изолација, позади некој екран онлайн. Туку треба да биде активен дел, активен член од некоја заедница, од некоја црква. И бидејќи Бог е во заедница, која е толку блиска, целосна, сеопфатна, човекот е исто така создаден и спасен за тоа. Да биде во блиска заедница со браќа и со сестри. Христијанинот не може да живее сам и изолиран. Не може да живее без заедница. И ако сака да живее сам, изолиран, позади некои екрани на компјутерот и на интернет, ќе овенува и умира. Бидејќи не е создаден за тоа. Светото тројство и оваа општење, ова перихореза е запечатена во длабочините на неговото срце. И мора да најде заедница. Ако не најде, ќе умре. Ќе овене, ќе се распрчи и ќе биде изеден. И примената од оваа точка е треба да најдеш црква и да станеш член и да служиш во таа црква. Не да скокаш од една црква, друга црква, трета црква, пета црква, шеста црква и да не можеш да најдеш некоја што тебе ти одговара. Црквата не е кино или театар, каде што доаѓаш, гледаш представа и си одиш. Си забавуваш со добра музика, добри песнички, слушаш некоја интелектуална стимулирачка проповед, ти го потекнува размислувањето и си одиш. Тоа не е црква. Црква е место каде што треба да служиш, место каде што треба да се дадеш себе си, место каде што треба да се само испразниш за своите браќа и сестри. Треба христијанинот да рефлектира перихорезата во црквата. Каде што светото тројство се максимално испразнува и исцедува себе си за да поради љубов, така човекот е повикан во црквата да се само испразни, да се даде, да се предаде и фигуративно да умре за своите браќа и сестри поради љубовта. Прашањето е како ќе се испразниш и ќе умреш за своите браќа и сестри ако не ги познаваш своите браќа и сестри. Ако само од здраво и чао одиш и си на минување, како ќе се испразниш и ќе умреш? Како ќе служиш ако не припаѓаш ни на една заедница и постојано скокаш од една заедница на друга заедница и ниедна не ти чини? Реално не можеш да имаш 10 заедници, реално не можеш да имаш 5 заедници, реално не можеш да имаш ни 2 заедници. Бидејќи се бара да се испразниш и да умреш, се бара да се предадеш сами од себе. А тоа не можеш да го направиш на 15 цркви. Така да, оваа перихореза е многу апликативна. Апликативна е за човекот, апликативна е за христијанинот. И Исус што ни вика? Исус ни вика, вака ќе познае светот дека вие сте христијани. Како ќе познае? Ако се љубите едни со други. А како ќе се љубите едни со други? Во заедница. Ти не можеш да љубиш некој ако не го познаваш. Ако не можеш да љубиш некој ако не знаеш за него. Едноставно не можеш. Црквата не е музика, не е проповед. Црквата е заедница на само предавање. Таа е првата точка. Втората точка е за горделивоста. И како е апликативно ова за човекот? Мајката
на секој грев, мајката на ѓаволот, мајката на сите демони е горделивост. Мајката на смртта, мајката на пеколот е горделивост. И преку перихорезата имаме во Бог вечно издигнување на личности, така? Таткото вечно го издигнува синот, синот вечно и бескрајно го издига таткото, Светиот Дух вечно и бескрајно го издига синот и таткото. Имаме бесконечни, бескрајни, славни, семокни битија кои не дотираат да се слават сами себе. Туку секогаш нивната насока е на другиот. Секогаш погледот им е кон другиот. Секогаш стремежот е да го прослават, да го издигнат, да го величат, да му служат на другиот. И каков пример е тоа за нас, кои сме обседнати со себе и со своите проблеми, сме обседнати со своите желби, страсти и забораваме на другите. Забораваме на нашите браќа и сестри. И што е пострашно, се стремиме да се славиме сами себе. Да се издигаме сами себе. Да живееме за себе. И моето прашање до тебе е кого се стремиш да славиш во твојот живот? Кого издигнуваш ти во твојот живот? Себе си? Немој. Не си создаден да си го издигнуваш себе си. Си создаден да го издигнуваш Христос. Насочи ги очите кон Христос. И Томас Ватсон напишал вака, отворен цитат. Христијанину, научи се да бидеш понизен. Дали го гледаш Христос како се понижува на крстот, а ти си горд? Тој е понизен светец, кој е Христова слика. Христијани, не бидете горди со вашите убави пердови. Дали имаш имот? Не биди горд. Земјата на која газиш е побогата од тебе. Има рудници на злато и сребро во своите длабочини. Имаш ли убавина? Не биди горд. Тоа е ништо освен вода замешана со кал. Дали имаш вештини и способности? Биди понизен. Луцифер има повеќе знаење од тебе. Имаш ли благодат и милост? Се мисли на духовна милост. Биди понизен. Не е од твоја собствена изработка. Се ти беше дадено од Бога. Имаш повеќе грев отколку благодат во тебе. Повеќе дамки отколку убавина. Затоа биди понизен. Човекот е создаден да го слави Христос и да го слави преку Христос Таткото и Светиот Дух. Човекот не е создаден да се слави себе си. Ако тоа го прави, ќе умре и ќе заврши во пеколот.